Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Ова е веќе циркус. Направија циркус од државата. Заев, доста е. Доста со навреда на интелигенцијата на народот. Ја претераа. Човекот ве гледа во очи и лаже мака нема. Си играат мајтап додека мафијата царува. Денеска стана совршено јасно за секој граѓанин во Македонија дека имаат договор. Прво се договорија да избега, па се договорија да се врати. Со посебен третман, со насмевка, со шамар за полицијата, судот, обвинителството. Со шамар за власта. Вечерва недостасуваше уште да му се извинат, бидејќи тој им се извини на ним. Тоа е најдобра потврда дека постои криминална коалиција Зоран, Вице и Сашо. Ама домашниот ЕСАП на пазар не излегува. Само жестока јавна реакција спречи целосно фијаско и бегство. Тешка хаварија за само неколку десетици часови го пропастија системот и по кој знае кој пат поплукаа по правдата. Дека се е договорено и дека нема логика тоа што тврди Зоран Заев, дека наводно жестоко го притиснал и вратил бегалецот од правдата, говорат следните факти. Доброволно тој се прошета пред камерата на провладина телевизија со прашање на новинарот кој што сосема случајно се најде таму: "О, господине, па вие сте овде." Полиција нема, ама камера има. Каква сапуница. Наместо во суд, упат за куќен притвор доби во обвинителството. Бегалецот од правдата доби куќен притвор наместо ефективен притвор. А Вилма рече дека истрага за бегство нема да има. Апсолутно се е јасно. И двајцата рекоа дека имале температура. Може би тие двајцата имаат, но народот нема. Народот добро знае што се случува. И правда, конечна правда, ве гледам во очи и ви кажувам ке има, кога двајцата ќе бидат таму каде што заслужуваат, во затвор. Сето ова што денеска се трудеше Зоран Заев да го каже и докаже пред македонската јавност и македонските граѓани, дека институциите функционираат. Излегува дека навистина часописот Економист бил во право кога велел дека владее хибриден режим. Кога велеше дека ослободиле Македонија од режим, лажеше и ја гледаше македонската јавност во очи. Кога заедно ќе прошетаме, еве од владата до Триумфалната капија во центарот на градот и ќе го погледаме заедно бројчаникот, каде што ветуваше дека ќе стоеле милиарди украдени пари, а тој им стана ортак. Почитувани сограѓани, сите плаќаме прескапа карта за циркусот кој ни го сервираат. Затоа што си играат со нашите судбини. Затоа, наша заедничка обврска е на сето ова да му ставиме крај и уште пожестоко да работиме овој хибриден режим да го собориме. И набрзо ќе го собориме. Владата ваква каква што е, се клати и виси на конец и доаѓа крајот. Ви благодарам.